сите? На комисија работеше и ги објави. Меѓутоа, законот во Бугарија важеше, знаете до кога? Да. Не до 2019 година. Не, него? Него? За периодот од комунистичкото минато. Да. Сега тоа, околу важењето. Околу тоа до комунистичкото минато. Тачно до тогаш вадеше, до 1991 година. Меѓутоа, студијата скриена историја и недостаток на илустрација и така натаму, што е изработена, за која викав на основа која го работевме законот, а која е изготвена од компетентни личности и поддржана од компетентни институции, од Европска унија и USAID, фактички во таа студија се вели дека не престана функционирањето на тајните служби во земјите на Западен Балкан. Там Бугарија не е во Западен Балкан. Значи, не престана функционирањето. Ако не е Бугарија во Западен Балкан, секаде на Балкан, во југоисточна Европа, па може би во Европа тајните служби си работат. Јас викам за студија која е изработена и која е напишена и подпишена. Чисто фокус на интерес бил Западен Балкан. Да, тука состојбата ја имат анализирано. Според тоа, ние таму се сугерира да се донесе закон кој ќе важе до примена на законот, ако се донесе таков закон за слободен пристап на информации. Ние таков закон имаме, мислам, 2003 е донесен. Да, 2003, барем до тогаш да важи. А ако демократските услови не биле такви да даде резултат и тој закон да треба да се продолжи до денот на донесување на законот. Ние рековме уште 5 години од денот на донесувањето на законот, че работи комисијата, ама до денот на донесување кој бил соработник, тој може да биде обработуван и илустриран ако го откриде дека илустрира. Според тоа се во согласност со реално со гледаните состојби овде во Западен Балкан, како што и ние таму спаѓаме. И целиот процес на демократизација па и илустрацијата се наблюдува, луѓе, верујте. Меѓународните фактори го наблюдуваат. Не изработили они такви студии и толку пари дале и толку ангажмани имало, а да не гледа што се случува. Ова сега што се случува, кога од компетентен човек во комисијата се вели дека не е важно што е законска одредба да за некој мора да има негов подпис, дека тоа не е важно и тие ќе го терат тоа и така натаму, тоа зборува за земање на правдата во своја рака мимо законот, надвор од законот. И тоа не се добри работи. Тие работи, примената која сега се врши, и јас не спомнува законот, мојот закон е изменет и дополнет, нов закон е донесен, со закон за исполнение и дополна, во чие изготвување јас не соработував. И кој што остава простор за кои се создадени сосема многу. Затоа немојте да тврдите дека е противзаконски се. Не, во ова што ме прашавте е противзаконски. Дали подписот, за подписот говорите. Остана, не го сменија подпис. Таа одредба не е сменета. Обврзано е, задолжително е да има подпис. Значи, тој закон што е донесен, што продолжува до 2018 година, целата работа беше ние за 5 години да завршиме работа и да нема оптоварување веќе. Значи некаде 2013 требаше да завршите, така? За година и пол од сега. Од 2008 до 2013 година. 2008 14 февруари до така 2013, тоа се 5 години. Да, така нешто беше. Објавувањето на во службен. Сега господин Павле Трајанов повторно излегува со иницијатива и вели мора на 5 години да се скрати. Затоа што 10 години остава простор за многу дискутабилни одлуки. Јасно е тоа. Не е тоа само него. Тоа ствара една комоција кај луѓето дека 10 години можат они да направат и секакви работи, а после да се заборави за тоа што го они сториле, тие што вршат лустрација, лустраторите. Таа работа не чини така и тоа требаше во 5 години да заврши. 2003 требаше 2013 требаше да заврши. И ние планиравме токму така изборните циклуси, два изборни циклуса да фатат. Од 2006 беше изборниот циклус, 2010 требаше да биде и да се фати за нормалниот председателски циклус
председателски За да се избори. расчисти амбиентот политички. Да, така, точно. Пауза за реклами, а потоа се враќаме во студиото, говориме за лустрацијата со идеологот на овој закон, господин Стојанов. Проверено најдобар подарок. One Total Postpaid. Секој месец добивате 2500 бесплатни минути кон сите мрежи, бесплатен интернет, SMS и MMS. Плюс, одберете од најмоćните смарт телефони HTC Sensation XE или Samsung Galaxy S2 за 0 денари. One. Секаде заедно. Животот не е трка на кратки патеки. Животот е маратон. Зачувај ги ресурсите на нашата земја. Штеди електрична енергија. Елем. Енергијата на нашата земја.